Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Повеќе од 20 ликовни уметници од земјата и од странство една недела ќе создаваат дела во прекрасниот амбиент на манастирскиот комплекс Свети Ѓорѓија во Радовишкото село Раовица. Четвртата традиционална меѓународна ликовна колонија Свети Ѓорѓија 2019 свечено беше отворена во понеделникот во Центарот за култура Ацо Караманов во Радовиш. Колонијата ќе трае 7 дена, денеска е отварањето 10 и трае до недела до 16. Учествуваат 22 учесника од 5 земји, тоа е со Македонија, имаме уметници од Турција, Бугарија, Србија и Русија. Слободно ќе твораат, а иначе техниката на сликање ќе биде маслена техника на платно и акрилна техника на платно, и како исто и така и комбинирана техника, акрил и маслени бои. Со завршувањето на самата колонија, традиционално делото се изложуваат на 6 ноември, денот на ослободувањето на Радовиш. Вери Душан Коцев, председател на Сдруженијето на ликовни уметници Рада од Радовиш и председател на организацијскиот одбор на колонијата. Ликовната колонија пригласи за отворена секретарот на општина Радовиш Драги Стојанов. Меѓународната ликовна колонија Свети Ѓорѓи, за која Радовиш и Република Македонија, но и за Европа и за светот е уште еден пиедестал на ликовната уметност, уште еден мост на соработка и ликовно творештво на уметниците од Македонија и уметниците од светот. Убеден сум дека манастирскиот комплекс Свети Ѓорѓија, или популарно познат како Равичкото манастирче, прераснува во еден духовен конек на ликовната уметност. Истакна Стојанов, некои од ликовните творци во изминатите 3 години биле дел од колонијата, други пак во Радовиш и во Раовица се прв пат во животот. Една од нив е Ирина Черњавски Шантрик од Белград, Србија, која во Македонија досега учествувала на ликовната колонија во Кумановско Пелинце. Први пут сам у Радовишу, одазвала сам се заиста пуног срца. Прв пат сум во Радовиш, доаѓам со полно срце. Слушнав од колегите многу убави работи за оваа колонија, исто така и за манастирскиот комплекс каде што ќе создаваме. Бројката од 22 уметници е навистина импозантна, плејада луѓе што ќе ги остават своите дела. Импозантна, наравно, плејада људи кои ќе оставити своја дела. Вели Черњавски Шантрик. Прв пат во Радовиш и во Раовица и Динко Ненов Донатело, уметник родом од Смолен, кој живее во Софија, Бугарија. Сам за први пат тука, но в Македонија сам бил можеби за 15-ти пат. Прв пат сум во Радовиш и се радувам што сум овде. На колонии во Македонија пак сум бил можеби 15 на пати. Во Скопје, Охрид, Белчишта, Струмица. За мене Македонија е многу духовна, има многу манастири и се радувам што колониите, како и оваа во Раовица, главно се прават токму на такви места. Колониите в Македонија се прават точно на тези места. Истакнува Донатело. Меѓу редовните учесници е академската сликарка од Скопје Адријана Мациев, која на отварањето откри една од причините зошто секоја година со натрпение очекува колонијата да почне. Радовиш е родното место на мојата мајка. И кога стигна во Радовиш сега, и се јавим на мајка ми и викам, сега сум во твојот роден град. Тука имам роднини, пријатели и пред неколку години кога почна и ликовната колонија, кога ми се јавија организаторите и мојот колега на улица Трајковски да ме поканат, јас веднаш реков да, зашто се работи за Радовиш, одмах ќе одам на колонија и не се покајав. Вели Адријана Мациев. Веднаш по свеченото отварање на колонијата во Радовишкиот центар за култура беше отворена изложбата на Мациев, на која се изложени 28 нејзини дела. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk.